Почитувани, добродојавте во уште едно издание на пресинг на екипа.мк од тука во Sports Beer Garden. Главна тема ќе ни биде денеска фудбалот и баражот на македонската репрезентација што го очекува на 26 март против Данска во Копенхаген. Чест и задоволство денеска со мене да го имам еден од прославените имиња на македонскиот фудбал, Александар Васовски, актуелен тренер на Силекс, поранешен тренер на Вардар и поранешен репрезентативец. Добро дојде Васовски и навистина ми е задоволство што се гледаме во едно вакво издание. Добро ве најдов и поздрав до гледачите на вашиот подкаст. Благодарам. Македонија има уште една историска можност за пласман на светско првенство. Минатата ја пропуштивме, ја победивме Италија, меѓутоа потоа загубивме од Португалија. Сега е Данска нашиот ривал во полуфиналето во баражот, потоа ако минеме, дај Боже да минеме со победникот од Чешка и Ирска. Кои се твоите очекувања од нашата репрезентација? Па добро, да бидеме реални. Ајде да почнеме пред со Данска. Се работи за репрезентација која по мене можеби не е во врвот на европскиот фудбал, меѓутоа е многу незгодна репрезентација со играчи кои играат во сигурно скоро сите игра во топ 5 лигите во Европа. Така да очекува тежок натпревар. Мислам дека и на Данска нема да биде седно, бидејќи игра на домашен терен, знаете притисокот кога играш дома, поготоа со, да кажам, послаба репрезентација е поголем и тоа треба да биде нашиот, да кажам, нашата некоја предност која се надевам дека ќе искористиме. Натпревар во кој ќе решаваат нијанси, детали, добро е што имаме ние фудбалери кои играат веќе стандардно во своите клубови и мислам дека во еден натпревар се е можно. Така да се надевам, како што кажавте, дека ќе успееме таа прва пречка да минеме, ако ќе минеме Данска, после тоа ќе размислуваме за понатака. Кој имаме сега репрезентативниот список, се надам дека го видовте. Нема некои поголеми измени од она што беше претходно на Боби Милевски. Потврда ли е тоа дека поранешниот селектор создал нека, да кажеме, хомогена екипа и сега само со неколку нови имиња, некои дебитанти само се надополнува? Можеме ли со овој список што е да ја изненадиме Данска след Копенхаген? Па добро, како што кажавте, тоа е горе-доле проверени играчи кои го носеат товарот и на претходните квалификации и Лигата на нации, така да мислам и не би било логично сега новиот селектор да менува нешто од корен, така да правилно е тоа што се потпира стари проверени сили со фудбалери кои, како што кажав, се и носители некои во своите клубови, така да мислам дека е добар потек што нема драстична некоја промена во составот. Ако се погледне вака списокот, гледаме дека има 6 повикани централни дефанзивци. Дали може да очекувате дека ќе играме со тројца позади, вие го знаете Седловски од времето на Вардар? Што мислите? Па не знам. Можно е да игра или нема да менува од својот? Јас како што знам, он игра секој со четворица, повеќето надпревар. Па игра со четворица, некојаш знаеше нормално да игра со три позади, ние заедно бевме во Вардар долги години, така да се ќе биде тоа врз база на анализа на Данска. Значи, дали ти со таа тројка позади ти имаш предност, дали ти имаш хендикеп, тоа се надевам дека ќе ја скаутираат добро Данска, ќе ги гледат последните натпревари, каде што Данска апсолутно не смешни многу да се повлечеш по мене во своја половина и да се браниш, бидејќи имаат одлични индивидуалци, поготово во тие офанзивни редови. Ете го земам Хојлунд од Наполи кој игра во фантастична форма. Така да по мене мора некој баланс одбрана напад, да биде екипата, како да кажем, и да проба да го загрози голот на Данска, бидејќи само ако чекаш, ако се браниш, ќе биде многу потешко, да. Почитам дека имавме ние еден натпревар во Копенхаген, таму атмосферата е баш пеколна. Па игравме ние Вардар во Копенхаген, да, Лига на шампиони, пеколна атмосфера е таму. Меѓутоа, како што реков, тоа низ историјата на македонската репрезентација се повторува. Подобро играме на гости во Копенхаген него дома со Летонија или Литванија. Може како што кажавте, вие па притисокот е на страната, и таа атмосфера не некој начин носи притисок е нив. Така е. Така носи притисок, низ историјата имаме резултати со големи репрезентации со Англија, со Ирска, со Шкотска, кај што на гостински терен изгледаме добро, играме храбро, така да се надевам дека таква ноќ ќе биде оваа. Да се надевам. Има тука сега
еве, порано пред неколку месеци, да кажеме, формата на репрезентативците не беше на тоа ниво. Елмас не играше, Димитриевски не бранеше. Сега Елмас е стандарден во Наполи, Димитриевски почна да брани и одлично го прави тоа. Колку може тоа да ни влие на да одиграме еден фантастичен Апсолутно напредок, многу. затоа што ќе ни треба сигурно. Апсолутно многу влијае, бидејќи фудбалери кој седи на клупа и кој нема надпревар во нозете, например, кој ќе дојде за репрезентација, тој не може да даде 100% и ако даде ќе даде 60 минути. Тоа едноставно е физиката е таква, така да добро е тоа што Елмас игра стандардно, Барди игра стандардно, Столе почна да брани, тоа брани прекрасно, така да ајде да кажам одбраната горе-доле стандардна. Фудбалери кои нормално некоја си џокери своите клубови, меѓутоа имаат минутажа, така да се најдобро е да се подпреме на тие сили. Сега на списокот има и четворица од домашното првенство. Двајца од Вардар, Велковски Николов кои се вратија и од Шкендија двајца, Тај и Рамадани. Како го оценувате квалитетот на македонскиот фудбал? Вие работите директно во него во првата лига во екипата на Силекс. Има ли потенцијал уште некој од овие играчи моментално да влезат во репрезентација? Можеби не сега, ама и во блиска иднина. Па мислам дека македонската лига малку е потценета и е тешка е за играње, верувајте ми, бидејќи еве Шкендија направи одличен успех, влегувајќи во групната фаза, поминувајќи групната фаза. И сакам да кажам, добро е тоа што се викаат играчи од македонската лига, бидејќи и таа знае да носи свој квалитет, бидејќи фудбалерите се носители во своите клубови, тука би ги спомнали од Силекс браќата Джекови, кои сигурно беа на поширокиот список, така да се надам дека во иднина ќе биде тоа пракса да се викаат фудбалери и од македонската фудбалска лига. Сега малку да те вратам во тие твои репрезентативни денови. Несомнено дека имавме ние успеси, особено со Стечко Катанец како селектор, одигравме со Англија нерешено, со Холандија дома. Тоа беше со Канатларовски чином. Со Канатларовски, да. Несомнено имаме добри резултати. Меѓутоа, недостасуваше пласмане на големо надпреварување. Што недостасуваше тогаш во таа репрезентација кога бевте вие дел? Одбраната беше, мислам, според имиња, перфектна. Недостасуваше надпреварување како Лига нации. Ако сакате да бидеме реални, бидејќи не можеш ти да излезеш пред Холандија и пред Англија во група или пред, не знам, Италија или Германија, затоа што апсолутно тие се светска класа репрезентации. И секогаш бевме тука трети, четврти, меѓутоа знаете како, за пласман требаше да си меѓу првите две, ако не прва, втора која игра бараш, многу тешко беше, така да скоро неизводливо, додека Лигата на нации играш со репрезентација од твој калибар, каде што ако си поквалитетен и ние покажавме дека преку тоа надпреварување игравме и бараш, игравме и Европско првенство. Значи сметате дека недостасува тогаш поголем број на добри надпревари за да се воигра подобро екипата, за да полесни надпревари за пласман. Полесни надпревари за пласман. Да, полесни надпревари за пласман. Ајде горе-доле репрезентацијата, како кажавте, можеби немавме ние играчи како Барди или Елмас во средниот ред, меѓутоа секогаш имавме добри одбранбени играчи и добри нападјачи, така да кога би направиле еден микс од таа и од оваа репрезентација, мислам дека направиле топ екипа. За добро тогаш имаше нели игра Попов, Пандев, Новески, вие, Митрески, Шумуликовски, Седловски, меѓутоа пак недостасуваше, ајде да кажам, нека можеби средниот ред беше па како што кажав, да ни фалеше играч како Барди, една класична десетка која ќе има и добар слободен удар, кој ќе го спои одбранбениот и нападјачкиот ред и со топки и со се, така да таков калибар ни фали како Елмас. Ни фалеше. Кој надпревар од тоа време ти остави најголем впечаток на репрезентативен план? Па, каде што сум бил, јас, да кажам, 2 дена најуморен, тоа беше со Холандија дома 2-2, каде што во таа моја, да кажам, наша десна страна играше тоа време Кастелен, фудбалер кој го бараше пола Европа, играше во Фенор, толку сум се измачил што 2 дена искрено не може да се опорам, меѓутоа тие се убави моменти кои со задоволство ги памтам. Меѓутоа одигравме 2-2 со Холандија, одлична генерација на Холандија. Одлична, со Ван Бомел, со Ван Нистерлуј, со Робен, со Ван Перси, значи репрезентација на Холандија која сеја дае, мислам, може и да биде кандидат за освојување на светско првенство. Сега сте тренер во Силекс, сте работели со голем број тренери.
селектори во минатото. Кој од вас, кој од тие тренери селектори ви оставил најголем впечаток, од кого можевте најмногу да научите? Па добро, јас имав таа чест да работам и со Гоце Седловски, со Чедомир Јаневски. И мислам дека од моја задача беше од нив да го земам најдоброто, така да тие се два, ајде да кажам, малку различни тренери. Значи Седловски инсистира на дисциплина, на ред, Чедомир Јаневски е малку повеќе, да кажам, по-тактичар, по-прагматичен, малку усмислена, по-мек, и од нив двајцата нормално или од сите кај што сум работел, се трудам и јас што мислам дека е најдобро да го земам со мене. Во селекцијата Сречко Катанец вака сите го стекнуваат како еден од најдобрите тренери што работеле. Дали е тоа случај? Мислам дека да. Сречко Катанец апсолутно остави голем трак. Кај него имавме, ете да кажеш, дисциплина како во клубовите од кај што доаѓавме, и ред, и имаше некогаш у репрезентација, тоа е најбитно, бидејќи доаѓаат фудбалери кои едва чекам да идам за репрезентација да одморам. Да. Некогаш така и важеше за некои играчи, меѓутоа кај него немаше тоа. Така да мислам дека апсолутно остои голем траг во македонскиот фудбал. Има анегдота за него, една домашен пораз од чинам од Израел беше. И влегува Сречко Катанец облекувална и на вас, на Митревски, на Новески, на тие што игра Бундеслига, ви вика отишла и таа Бундеслига кад ви играте. Дали е тоа вистина? Па не се сеќам, може да кажа, ама секако тоа било може би на шала, у нервоза и на шала, така да не верувам дека он не употребуваше такви зборови, такви навреди, затоа што апсолутно некојаш и тоа треба, меѓутоа не е во неговиот вокабулар, така да се со нас да се изјасни. Затоа што изгледаше дека е така груп, меѓутоа перфектен тактичар и дисциплина. Строг и правичен, ја викам. Так, строг, правичен, и тоа е негде најдобриот рецепт за тренер, за селектор. Од напаѓачиве сте имале дуели со многу врни напаѓачи, не само во репрезентација, во Бундеслига. Вие кога отидовте игра во Бундеслига, чинам Мирослав Клосе, Джовани Елбер, Јан Колер, Един Джеко. Против кого ви било најтешко да излезете на крај? Јас тоа стално го зборам, против Мирослав Клозе. Тоа време во топ форма, во Бремен па во Бајер Минхен. Апсолутно фудбалер кој има добар скок, брз, ги намачува дефанзивците и со пресинг, така да многу мака за одбранен фудбалер кој ќе се сретне со таков напаѓач. Секако тука и Шевченко, да кажеме, Рој Макај, тоа време исто така топ напаѓач. Меѓутоа Мирослав Клозе за мене е врвот. Од тогашниот фудбал. Он носеше проблеми на други дефанзивци поскапи од вас, затоа што он стана и најдобар стрелец на светските првенства. Така. Кога ќе погледнеме вашата кариера, се врзува некако за два клуба, Вардар и Антрак Франкфурт. Во Франкфурт бевте 6-7 сезони, 6,5 сезони. Како дојде тој трансфер тогаш? Речи се невозможно сега во овие околности да кажеме дека некој може од Македонска лига да направи трансфер во Бундеслига. И па како што кажа на почетокот, ние во репрезентација имавме 4-5 до некогаш и стандардни репрезентативци од Македонската лига. Значи јас, Владко Гроздановски, тука беше Дарко Тасевски, и фудбалери кои игравме во Македонска лига, игравме стандардно за репрезентација. И секако полесно е да направиш трансфер кога со Англија играш на градски, доаѓа да те скаутира Айнтракт, секако мене ме скаутира на 4-5 надпревари. Инаку да кажам дека јас бев готов, ми беше готов трансферот во Шахтер Донецк, заедно со Срна кога отиде, меѓутоа склоп на околности, се смени тренерот, Вардар не попушташе околу некои цифри за оштетата, така да после 6 месеци нормално и психолошки веќе бев во надолна линија, затоа што знаете, ако не отидеш на време, па годините те газат, и среќа имав што, тогаш ентрев како второ лигаш, ме скаутираше и ме купи, така да после полесно кој ќе заминеш и кој ќе осетиш тој начин на работа во Бундеслигата и се дигаш апсолутно на многу повисоко ниво, така да мислам дека беше погодок што замине во Германија. Знаете дека Антракта ве следи? Па тогаш агент мене ми беше Фали Рамадани. Ти кажа некој дека ве следи? Не. Не ми кажа, ме гледа со Холандија, со Англија, ме гледа на Вардар неколку надпревари без јас да знам, и може би подобро.
Бидејќи Па кој за тоа знаете, прашувам дали Не знаев. ако знаете, нели, возбудени сте. возбуда трема, да, трема, не па. знаев и можеби беше поправилно, само кога требаше да потпишуваме договорот дојдоа, ми пуштија карта авионска, слета во Франкфурт, се договоривме брзо и преку агентот Фали Рамадани, кој апсолутно тогаш беше многу јак агент и сите фудбалери кои правеа трансфер од Македонија во странство, скоро сите беа преку него, така да ете се поклопија коцките што ви. Колку ви беше тешко да се навикнете на поинакво, да кажеме, ајде да кажеме, не само културолошки, туку и на секакво ниво, на едно врно ниво. Сега вие доаѓате од Македонска лига, идете во Бундеслига, каде што, ете и втора лига неге, каде што има пеколна атмосфера, каде што има топ клуб, топ клубови, топ играчи. Како тешко ли ви беше да се навикнете на таа промена, голема промена е, според мене? Па, ајде да кажам, да, на почеток ми беше тешко, меѓутоа како одминува времето, ти полека сваќаш дека си дел од тој свет, дека имаш квалитет да играш таму. Нормално се, јас како што кажав, отидов Айнтрак беше втора лига, 7-8 место во декември и ние таа година иста влеговме во лига. Значи заиграв стандардно, игравме, мислам 6-7 утакмици, не примивме гол и влегов полека во тој и новинарите и сите кои Айнтракт е голем клуб, сите навијачи скоро супер засилување, каде ли го најдовте во Македонија, вака така да и преку мене и Македонската лига се промовираше. Ја не ги читав тие форуми, брат ми или не знам кој ви што пишува за Македонска лига, за Вардар. Апсолутно беше полн погодок што заминав тогаш во Германија и како што кажа на почетокот имав малку и со тренинзите, начинот на тренирање, тешко ти да се прилагодиш, појаки тренинзи, појаки утакмици, меѓутоа со тек на времето кога веќе ќе влезеш во тој систем многу е полесно. А зошто еве денес од денешна гледна точка речиси невозможно да се направи еден таков трансфер како што вие направивте? Можеби ќе се случи, меѓутоа Елмас отиде во серија А, меѓутоа претходно беше во Фенербахче. Тешко. Барди отиде во Шпанија, меѓутоа претходно беше во Унгарија. Тешко, треба тој да биде вундеркинд што се вели, значи талент на 16, 17, 18 години. Чим фудбалер тука направи 20 години во Македонија, тешко да направи трансфер во ајде да кажам Бундеслига, не, него тешко е да направи трансфер во Австрија. Затоа што е нивото спуштено за жал, не се инвестира редовно во фудбалот генерално, да кажеме, како што едно време Вардар и Шкендија беа со огромни буџети, со вакво не се инвестира сега на тој начин и многу е потешко да направиш трансфер и да создаеш фудбалер. Така да се надам дека ќе се промени тоа во иднина. Инфраструктурата тука да ја земеме како еден од генерален проблем инфраструктурата. Колку што се сеќавам, тогаш имаше некој проблем помеѓу Вардар и Цементарница за вашиот трансфер. Знаете нешто околу тоа? Не знам. Јас колку што сум запознаен, значи јас отидов од Цементара у Вардар и дали Цементара имаше со Вардар договор доколку јас се продам во 2 природни рока, на Цементара треба да земе, не знам, 20-30%. Не ме држите за збор, стварно не сум запознат затоа што не се работеше, немав јас никако фудбал во тоа, значи и тоа е помеѓу Цементара и Вардар. И Вардар беше тоаш. Се надевам дека правдата ќе се задоволите, тоа е моја порака, бидејќи Цементара е клуб каде што јас играв 2 години со успешност и секогаш жал ми е што веќе ете не постои на маргините. Сега од оваа гледна точка кога ќе соберете све, заминувањето во Цементарница беше полн погодок. Да, во Скопје си играв на мои 16 години во прв тим и надпревар пријателски со Цементара, каде што Алекс Мацков беше тренер, ме примети и ме зема Цементара. Договорот беше да одиграм да ги направам припремите со Цементара, да одиграм 6 месеци за Скопје во прва лига и од јуни да се вратам у Цементара. Меѓутоа на тие припреми се сеќавам Свето Станковски скина тетива, се повреди. Така. Гаге Стефановски и он имаше некој проблем околу повреди, Мацков рече ќе дадеме подобро 1000-2000 марки на Скопје, ќе остане и одиграв стандардно тие 6 месеци, можеби тие 6 месеци ми беа баш оној најтешко за фудбалер кога преминува од младенски во сениорски фудбал. Меѓутоа јас ете некако тоа го поминав безболно. И потоа стигна понудата од Вардар? Стигна понудата од првин од Партизан. Од Партизан? Од Динамо Загреб. Меѓутоа Цементара остана без спонзор и Браца Вујчич кој беше спонзор на Вардар ја зема Цементара со Ѓоко Хаџиевски како тренер кој
рече одбере си играчи од Цементари, Ѓоко Хаџиевски ме зема мене и мислам Дејан Ристевски. Така да Вандер беше тогаш. Вандер. Имавте од Партизан и од Динамо и сметате дека е подобро да отидете во Вардар затоа што бевте многу млад тогаш Па или како? Не се прашував само јас. Значи имаше и нели раководство, треба некој да ме ослободи. Ако тоа време нели Партизан беше сериозен клуб, преку Драган Томовски беше контактот за трансфер таму. Динамо Загреб исто така преку еден јак агент ме гледа неколку надпревари. Меѓутоа отидов во Вардар каде што ви реков раководството беше малте најде да кажам и спонзор и Браца Вујчич ме зема во Вардар. Мислам дека не погрешив ако го враќаме време. Одлично. Ајде да се вратиме малце на Ајнтрахт. Станавте милени на играчите, ве нарекува Александар Македонски. Игравте со неколку големи имиња, звучни имиња, во Бундеслигата оставија голема трага. Што со неголемо задоволство се сеќаваш во тој период од престојот во Франкфурт? Па ете да кажам, кога ќе се веат македонски знамења на трибините, потоа секогаш за големите празници имаше по, ајде да зборам пред нефудбалскиот дел, имаше по 500-600 гости македонци, каде што прва награда од лотаријата беа дресоите на Александар Васовски и на Никол Черновески. Така да тие моменти надвор од фудбалот ми беа секогаш задоволство, а фудбал секако финалето куп со Бајер Минхен. Првата година веќе излеговме во Европа како петопласирани. Од второ лигаш за 2 години да играме во Европа, апсолутно клубот растеше во тоа време, јас додека бев таму и нормално играв и запознав пријатели за цел живот кои се ден денес и во раководството. Кај фудбалерите имам контакти апсолутно со сите. Сега имаме една Вибер група каде што е можно да имаме некоја средба во Франкфурт, така да се тие моменти кои цел живот ќе се памтат. Цел живот ќе се памтат. Да, имавте ли понуда да станете после завршувањето на кариерата? Имав понуда. Зошто се решивте да се вратите во Македонија, а не да останете во Германија? Што многумина сличи на тоа што вие сте го поминале, би се решиле сепак да останат во Германија? Многу размислов на таа тема. Јас имав понуда, меѓутоа јас бев тогаш 30 години кога ми заврши договорот и продолжив да играм во Кавала во Грчка. Значи клубот се распадна, а јас веќе месец-два бев, знаете што викаат таа народната поговорка, железото се кова додека е вруќе. Значи не решив да играм повеќе, да играм фудбал, замине во Кавала, замине во Саудиска Арабија и по 3-4 месеци се врати во Вардар за да завршам кариера во мојот омилен клуб, нели како што доликов, меѓутоа коленото ми правеше проблеми, на 31 година тука во Македонија завршив кариера и се вратив. Знаете како фамилијата веќе тука, жена ми е адвокатка, зема правосуден испит, децата веќе тргнаа во школа, во градинка и решивме да останеме тука во Македонија. Че фамилијани причини. Па тоа е тоа, се нема враќање назад. Потоа следеше на активна кариера, многу брзо како тренер во Вардар дојдовте за први како помошник, па после како главен тренер за шампионска титула. Сега го водите Силекс, има амбиција да освои еден трофеј. Тој во прва лига малку потешко, во купот е тука. Да. Цели ли Силекс на трофеј во купот во Македонија? Апсолутно да. Значи ни остануваат 2 препреки. Тоа е Охрид во полуфиналето и победникот од двете Шкенди, кои играат меѓу себе полуфинале, така да ајде да кажам тоа е најлесен пат до Европа, уште 2 надпревари, апсолутно цела наша енергија и фокус ќе биде во купот. Секако дека нема да го запоставиме првенството во кој за жал сме во некоја мала криза. Меѓутоа и таа ќе помине и тоа е составен дел од спортот, а купот апсолутно ни е цел и само тоа е излезе во Европа, така да со сите сили ќе пробаме да го освоиме. Не треба се потцени Охрид кој го елиминираше Вардар. Нема потценување у нашиот начин на работа и нашето размислување и пионирчиња и кадети да потцениш ќе те казни фудбалот, а не екипа, така да ние ќе настојаме апсолутно тука да нема потценување, да влеземе со сериозен фокус и се надевам дека ќе го поминеме Охрид. Ги следите ли младите фудбалери во Македонија, тие младински категории? Колку сега гледаме дека младинската селекција на некој начин до 21 година не е во мала криза. Колку, ако го следите, колку следниве генерации што доаѓаат може да направат некој успех како тој што беше кога се пласиравме на европско првенство во Полска? Јас мислам, вие што го кажавте тоа на почетокот за инфраструктурата, тука е главен проблем генерално на
Еве јас секако дека ги следам младите категории. Гледам и кај тренираат кадетите на Вардар, младинците на Вардар. На работнички, на нема услови адекватни за работа, за тренерот да направи адекватен тренажен процес, да работат силови вежби, да работат вежби на добар терен за напредок. Тука ни е генералниот проблем. Се надевам дека тоа ќе се смени. Ако тоа се смени, можеби некоја генерација претходна ќе дојде до ситуација да се пласира на светско или на европско првенство. Меѓутоа многу е тешко затоа што сите репрезентации инвестираат во млади категории, не само како репрезентации, него како клубови. Ако има Вардар или Шкенди или Силекс добри младинци, оттаму може да земе репрезентација. Ако нема, ако сето тоа е на некој ниско ниво, многу е потешко да создадеме фудбалери. Сега апропо на ова, може ли во иднина да очекуваме повеќе екипи да гледаме во европски натпреварување? Шкендија направи одличен успех, се пласираше во плейофот во Лигата на конференции. Претходно Вардар играше групна фаза во Лига на Европа, меѓутоа тие се така две ситуации само што останува да ги паметиме од нашите клубови во Европа. Може да очекуваме тоа се подобри и што треба да направиме за да се подобри? Па секако треба да се инвестира во фудбал. Значи, џабе не викаат колку пари толку музика. Шкендија се пласира, Шкенди има сериозен буџет, Вардар ова година има исто така сериозен буџет и треба да се има малку среќа, бидејќи Шкендија патот падна лесен противник во Лига шампиони, успеа да го помине, успеа да го помине и втората пречка Стеуа Букуреш и веќе групната фаза ти е обезбедена, така да треба да имаме среќа и треба да имаме редовно инвестирање. Значи не само тоа да биде периодично. Вардар пред 5 години, Шкендија сега и после 5 Силекс, не знам. Сакам да кажам, мора повеќе инвестиции и фудбалот да го дигнеме генерално на повисоко ниво. Вечерни надпревари, пресконференции пред надпревар, дебата за судиски одлуки, анализа, значи пресконференции меѓу двата тренера пред надпревар, каде што во Босна е тоа, како да кажам, мора да се случи, така да мора тие работи да се подобрат, ако сакаме барем, ајде, не мора секоја, меѓутоа на секои 2 години да имаме наш представник во некоја групна фаза на преварување. Тоа ми беше мене и муабетот затоа што многу чекаме. Вардар го направи тоа 2017. Чекавме цели 8-9 години за Шкендија се да го направи во конференцијска лига. Дали тоа може да се случи побрзо, да кажеме, еве, Шкендија да го продолжи тој тренд, последната година повторно да игра во Лига на конференција. Па добро, со самиот успех на Шкендија веќе имаме 4 во наредни 4 години по 4 представници. Значи веќе е процентот поголем за да се пласираме. Меѓутоа многу потешко е македонска екипа преку конференцијска лига, бидејќи еве ние да го поминевме Дечич прво коло, идевме на Рапид Виена, да побидевме Рапид Виена, идевме на Страсбург. Така да е многу потешко. Најдобар овакво е шампионот да помине прво коло во полесна Лига на шампиони, да има полесна ждрепка и преку конференции да полека со полесни противници да влезе. Така да се надеваме дека ќе биде подобро. Дека нема да чекаме толку долго. Мора сега тука кога сме кај нашиот домашен фудбал, мора да ги споменеме и празните трибини. Гледаме дека играат нашите екипи пред празни трибини. Тоа е проблем на сите екипи. Еви на Силекс гледаме дека нема публика. Шкенди играше Лига на конференција, едва и 3000 гледачи на стадионот и тоа повеќето од Турција. Што е според вас проблемот со тоа што публиката не сака да оди на домашен фудбал? Па не знам, и во минатото било така. Тоа што кажав на почеток, реклама, маркетинг, во петок да има на вести дека утре играат Вардар Шкендија, да се повикаат навијачи, да се има пресконференции, сите заеднички да работиме. И јас бев вчера на преварот Ѓорче Шкендија исто малку гледачи, значи доаѓа екипа која игра групна фаза лига, Ѓорче што бастион на македонскиот фудбал, со такви збори да го наречам. Не знам што е работата. Навистина треба сите што сме во фудбал да се запрашаме дали нешто треба да се промени во тој правец. Меѓутоа, како што кажав, јас бев 6 месеци во Сараево, каде што недела дена пред надпреварот и со плакати било кој, дали е Рудар Приедор или играч со Велеш Мостар, пред надпреварот навивачите се повикуваат да дојдат на стадион. Па не знам, емисии, подкасти и сите тие работи каде што
поголема апсолутно посетеност од ке нас. Можеби тоа има некоја цел. Очекувањето од ова првенство, битката за титула гледаме дека е жестока сега. Шкендија го стигна Вардар на табелата, тука и Струга, па и за опстанок ќе биде многу неизвестно до крај. Кои се вашите очекувања? Па не знам, не би бил храбар да прогнозирате. Да прогнозирам Шкендија и Вардар. По мене Шкендија е во мала предност, бидејќи мислам дека е поквалитетна, моје мислење. Вардар е предност тоа што Шкендија и на два фронта е сега, значи полуфинале купи и првенство, последно коло има надпревар дома ако одлучува за титула, така да двете екипи 50-50 апсолутно. Тука не би бил храбар да прогнозирам, зашто навистина ќе биде тешко до крај. Струга ако победи денеска со Пелистер, можеби да се вклучи и таа во битката, бидејќи 5 бода не е многу. Така да оставиме да покаже времето. А за опстанокот? За опстанокот доле Уште пожестоко. Уште пожестоко. Значи, ајде да кажам до Силекс негде и Тиквеше по мене веќе сигурен во мирни води. Се надоле од тоа 6-то место до крај ќе биде 8 шкупи, нормално ќе биде жестока битка за овто. Секој надпревар ќе биде финалист. Ќе биде одлучувачки. ФФМ донесе на одлука сега пред почеток на првенството да ги различи надпреварите четврток, петок, сабота, недела, понеделник, вторник да се играе. Што мислиш ти за таа одлука, иако сега од ФФМ најавија дека следната сезона ќе се игра строго во термини викенд? Па најдобро викенд термини. Најдобро викенд петок, сабота, недела, бидејќи и така немаме публика. Ако играме во среда во 2 сат, луѓето што се на работа што сакале да дојдат, не може да дојдат, така да најдобро да се играме петок, сабота, недела. Ајде евентуално понеделник, пошто гледаме и Премиер лига и Бундеслига игра до понеделник, меѓутоа петок, сабота, недела мислам дека би било најдобро. Значи поздравувате ви одлуката да се вратат тие надпревари. Е сега сакам да ве прашам за ВАР технологијата, се воведе во Македонија. Какво е досегашното искуство ваше со ВАР технологија? Па добро, помага, мислам, во одредени ситуации. Имавме ситуации каде што неколку судиски одлуки беа променети. Ете, вчера голот на Арсими првим беше поништен, па потоа после ВАР признат. Имаше и 2-3 ситуации, не знам, нашата со Арсими исто така се смени, значи е корисен и се надевам дека ќе продолжи тој тренд, бидејќи нормално е кога луѓе на телевизија или на екран гледаат што се случува, судијата сам не е способен у дел од секунда да одлучи некоја битна одлука. Така да ја поздравувам и апсолутно е добре дојдена во Македонија. Вие поздравувате, иако имаше некои фудбалски личности, не само од Македонија, од странство, што баш и не се многу задоволни за воведување на ВАР систем. Сметаат дека тоа е некако многу вештачки, дека е многу... Добро, вештачки, ама е регуларно. Тоа е уште поважно. Па, поважно е по мене. Регуларноста е побитна, дали сега вештачки или не вештачки. Ако голот офсајд не видел помошниот, ќе го признаат, не е регуларен. Немам. Јас мислам дека е правилно што има ВАР. Сега сакам да ве прашам за нешто што, да кажеме, не би сакал да зборувам на оваа тема, меѓутоа има од ФФМ имаше најави дека има истрага од ФИФА и УЕФА за некои намести надпревари во Македонија. Влие ли според тебе тоа во регуларноста на сезоната и како може да се запре сето тоа? Па со докази, тоа може да се запре со докази, со едноставно да ги фатиш на дело чинителите на такво нешто. И тоа е, за жал, тешко за докажување. Меѓутоа, го поздравувам тоа и апсолутно секој што манипулирал и што местел надпревари треба да е драстично казнет, бидејќи регуларноста нема цена, тоа е нешто што е свето и треба да сите да тежнееме да се игра регуларно првенство. Така да ако апсолутно има докази за некој што веќе тоа го сторил, да се процесира и нормално да помени да се исклучи ако треба од лига. Мислам дека жестоки казни ќе помогнат затоа што сме сведоци дека дури имам впечат дека некои екипи тука, ајде да кажеме, влегуваат некои спонзори само со една цел. Мислите дека казните исфрлање од лига и такви работи дека ќе помогнат да се сопре се тоа? Па, апсолутно да. Значи ако неговата цел да земал клуб за да манипулира, што друго треба да се направи? Да се забрани влез во Македонија доживотно за тоа лице ако е странство и да се клубот да се
Добро, сега ФФМ најави некои построги мерки на преземање на клубови. Ајде, валјда тоа ќе помогне, да не може секој да преземе клуб, затоа што бевме сведоци. Еве, мјатата година со гости Варчинам се откажа од лига, иако тимот имаше фантастичен буџет, меѓутоа одеднаш се реши да се откаже од лига. Потоа имавме и Волска спорт, нели? Тој те некако мора да се спречи, затоа што еве Шкупи сега има проблеми, беше пред откажување, меѓутоа продолжи да игра. Веројатно новиот систем ќе помогне да нема веќе вакви појави, а со тоа и да не се спори регуларноста на првенството. Па имавме ситуации каде што Брегалница, Штип и Тиквеш дојдоа спонзори, направија огромни буџети, огромни плати си замина. Тоа не во свет нема никаде. Така да Брегалница игра со огромен буџет кој е наметнат од некој турски спонзор, исто и Тиквеш, а луѓето си замина без ниту едно евро да потрошат, само валјда заради нивна лична промоција. Не ми е јасно како се дозволува такво нешто и го поздравувам тоа и нека се продолжи тој правец да се знае кој ги зема клубовите. Така. Има ли нешто за кое Александар Васовски жали во кариерата? Некоја, ете да кажеме, некој трансфер што сте можеле да го реализирате, а не сте успеле да го реализирате? Значи, моја, ете да кажам, освен Бундеслигата, животна желба ми беше да играм во Премиер лига. И морам да кажам дека имав и преговори, значи негде мислам 2008 година, кога бев меѓу 4-5 најдобри дефанзисти во Бундеслигата, имав со Ньюкасл Юнайтед. Бев голем клуб, тогаш уште не беше спонзориран од овој буџет, меѓутоа клуб кој секогаш бил респектабилен. Имав две средби со нивните, да кажам, директори една во Франкфурт, една бевме во Лондон со Фали Рамадани, меѓутоа нешто се изјавило околу штетата што бараше Антрак, така да останав. Тоа ми е може нереализирана желба, меѓутоа што да се прави. Која година беше? 2007-2008. Излезе во сите новини во Германија и бев... Колку години имавте тогаш? Јас имав 26. Значи во најдобрите години? Во најдобрите години. Баш во најдобрите и во најдобрата форма, може да се каже. А криво ли ви беше после таа одлука Айнтрахт да ве задржи? Влијаеше ли тоа на вашата форма, да кажем? Имаше некој пат? Затоа што обично кога нема да се реализира таков трансфер, има пат во форма, од психолошки аспект, да кажем. Па, знаете како, доволно бев цврст ментално. Ајде да кажам, можеби месец дена бев малку разочаран, ме тишеше, ностоп гледав Премиер лига, меѓутоа како одминуваше времето, ја прифатив реалноста и полека се остана во Айнтрахт и продолжив со успешните игри, така да после година дена имав понуди од Вердер Бремен. Исто, тогаш Вердер Бремен беше екипа која редовно играше Лига шампиони со страшен буџет и страшна екипа и тука Айнтрахт не ме пушти. Меѓутоа тоа е нивна одлука и апсолутно клубот во позитива ќе ми остане додека сум жив, бидејќи одиграв преку 100 надпревари, 6,5 сезони, бев 2006 година фудбалер на сезоната од навијачите, така да тој клуб и Вардар и се клубови каде што ја одбележуваат мојата фудбалска кариера. Имавте контакт тогаш со македонците што играа во Бундеслига? Секако, со Новијски бевме и, да кажем, еднаш месечно идевме и на вечера заедно, се дружевме доста, бидејќи Франкфурт Мајнц е не повеќе од 60 километри. Контактирав кој беше тогаш во Бундеслига. Легендарниот Ока Николов ви помогна многу. Да. Поздрав до него, сега работи во Америка како тренер на голмани. Да, со него се дружевме ептен и бев неколку пати кај него дома, татко му сакаше да ме запозне, така да Ока Николов. Штета што не заигра за репрезентација тој голман, а знае македонски? Знае, македонски знае, да, татко му е од Струмичко. Негде и да, тоа е. Значи дружбата со него беше апсолутно, да. Тој стана легенда, мислам, уште е легенда на Айнтрахт, колку години таму играше, 20 години во Айнтрахт. Да. Добро, Васовски, за крај сакам да заокружиме пак за Мундијалов. Добро. Не очекува два бараш надпревари. Мундијалот се игра во Америка, Канада и Мексико. Еве да разговарам дека ќе минеме Данска. Какви се шансите потоа со Чешка или со Република Српска да направиме тој чека конечно да ја видиме Македонија на светско првенство? Ако ја минеме Данска, ја мислам дека имаме поголеми шанси од противникот да се пласираме, затоа што тек тогаш е притисокот
пошто двата репери ги играме во гостина, домаќинот ќе биде огромен. Секако и нашиот психолошки, меѓутоа ние нема што да изгубиме. Јас мислам дека и посакувам цела среќа што имаме ние да ја пуштиме на нашите репрезентативци, да не израдуваат, да игра Македонија на тој мундијал што го посакуваме сите и тоа би било што викаат сон на летната ноќ. Така да се надеваме дека ќе се пласираме, меѓутоа и да не се пласираме не треба да биде тоа трагедија, бидејќи самиот пласман во баражот за мене е успех. Може да се случи Палермо, Копенхаген, Палермо. Може. Се надевам дека ќе се случи. Тогаш беше навистина сите очекуваа века дека Италија лесно ќе мине, се спремаа сите Италија, Португалија, меѓутоа Македонија направи големо изненадување. Види, германците имаат една изрека, викаат фудбалот е игра во која некогаш победува и подобрата екипа. Така да Некогаш некогаш, некогаш, не стално, некогаш победува и подобрата екипа. Тоа значи дека послабата екипа секогаш има шанси да победи. Таква е играта, едноставно е, ајде да кажам, ракомет е малку полесен за анализа или да речеме кошарка 5 на 5, фудбал е секогаш спорт кој е непредвидлив по мене, така да се надеваме дека така ќе биде во Копенхаген. Да се надеваме дека ќе го направиме тој успех и дека ќе ги видиме нашите репрезентативци на мундијал. Се надеваме. Ти благодарам многу на учеството во овој подкаст. Вам почитувани, посакувам многу здрави и успех и се гледаме во нека друга прилика.